Браќани, јас сум Јорго Огненовски, роден во Битола, живеа во Битола многу години, пак живеам во Битола 8 години. Секојдневно размислувам како Битола да стане град, а не ја претворивме Битола во септичка јама. Не ние битолчани, тоа го направија политичарите. Сакаат да ја уништат Битола, бидејќи 50 години се труеме со рек Битола. Нема никаква заштита за вработените. Ова го нема во не знам која држава, дали се вика Бангладеш, да не ги навредам или ништо. Затоа што ние битолчани, заедно со другите општини, сме криви што не излегуваме овде да има 5, 10, 20, 30 илјади луѓе. Седиме дома и ги слушаме политичките банди кои што велат на своите членови: не излегувајте на протестот. А овај протест е за живот, не за смрт. Ние не сакаме депонија на смртта. Ние бараме депонија да биде наша на битолчани, а не од 18 општини да имаме тука, бидејќи доста ни е рек Битола. Сите знаеме, нема филтери. Коштале 10, 20, 30 милиони евра. Па нема пари. Нема пари да ја заштитиме житницата Пелагонија. Отрови, пестициди. Битола предначи со сите други општини, градови, поракови, канцери. Умираме секој ден. А не знаеме самите дека ние сме господари на нашите животи. Битолчани, емотивен сум, затоа што и душата ми плаче и ми се тресе, затоа што гледам. Живеев 30 и нешто години во Америка. Знаете зошто Америка е светска држава? Таму народот се буни, се бори за своите права. Ова е наша Битола и нема никогаш да дозволиме. Благодарам на организаторите да се изгради депонијата. Ние имаме огромна моќ. Битолчани, граѓаните на Новаци, општина, и другите општини, тука го рачунам и Прилеп, затоа што кога загадува рек Битола, загадува не на 20 километри, загадува на 200 километри. Сите пополека умиравме до сега. Но од сега ќе промениме, една за секогаш. Луѓе, борете се за своите права. Јас имам деца.